И одгледувачите на сливи од Делчевско на протест поради немањето откуп. Револтирани, своите трактори ги паркираа пред општинската зграда, каде истурејќи сливи, символично покажаа каде ќе заврши овогодинешниот труд. Македонија нема откуп ни за пченица, ни за јачмин. Бараат свежата слива да се откупува по 10 денари за килограм, а индустриската по 7, како и дополнителни 3 денари субвенции. Владините најави за решение на проблемот за одгледувачите се нереални. Предлогот што е од Министерството за земјоделие со 8 денара за свежа слива и 5 денара за индустријска слива не ги задоволува, односно не може да ги покрие ни минималните трошкови на производителите. Овие што се таму субвенционелни додатоци со 20 денара на производители, односно на откупувачи 3 денара на производители, исто така не вршат работа за тоа што берачите на сливи бараат по 3 денара и по 4 денара. 3 години по ред мразови, сега тоа и тоа кога путилија. Бор сме по сите земјоделски аптеки, таму ѓубриво од каде зимаме и сега ако не ја продадеме сливото, тоа нема што да до година нема ништо да работи. Доколку за 2 до 3 дена не се обезбеди откуп, постои опасност околу 10.000 тони сливи само во Пијанечко-Малешевскиот регион да скапат на нивите. Да се погрижат, да најдат откупци, да се договорат за цените, да не остане сливата на нивата. Какво е кренала работата, сливата вече втасува, треба да се бере, а нема никакви надежи. Закупците контактираме, вика немањето нема извоз. Проблемите е со извозот. Овогодинешната катастрофа нека биде поука за наредните години, порачаа сливарите. За некои наредни години да се планира по-убаво целото производство, односно и пласманот на некој начин пред време да се планира за да може да луѓето екзистираат. Викендов и производителите од Радовишко го искажаа своето незадоволство. Истурејќи сливи на патот, побараа да им се обезбеди сигурен откуп. Во Радовишко и Пијанечко-Малешевскиот регион за откуп чекаат повеќе од 15.000 тони сливи. Одгледувачите категорични, доколку не им се излезе во пресред, ќе бидат приморани да ги радикализираат протестите.